Добар ден уште еднаш, јас сум Јовица, дел од тимот на кладење МК. Денеска е четврток, ден за светско првенство. Вообичаено се играат три надпревари: Данска, Австралија, Франција, Перу и Аргентина, Хрватска. Јас како дел од тимот на кладење.мк, специализираниот портал за обложување во Македонија, ќе ви приложам неколку типови, односно ќе ви кажам нашите предлози за овие три надпревари кои што се на програмата денеска. По првото коло само ќе потсетам дека бевме делно успешни, затоа што паднавме на оние надпревари каде што паѓаат сите, например Аргентина, Исланд, Германија, Мексико и слично. Меѓутоа се надам дека овој пат ќе погодиме некое изненадување. Во првиот денешен надпревар од 14 часот играат Данска, Австралија. Данска е благ фаворит на овој надпревар, особено по победата против Перу. Претходниот пат нашиот тип не помина на надпреварот Данска-Перу. Очекувавме евентуално реми или победа на Перу, игравме двојна шанса, што носеше добар коефициент, меѓутоа не помина тој тип. И овој пат ќе одиме на изненадување, затоа што реално Данска не покажа ништо на тој надпревар со Перу, иако славеше со 1:0. Очекувано дека данците имаат одлична одбрана, меѓутоа Австралија игра неверојатно добро веќе некое време, одига многу добар надпревар и со Франција, иако загуби со 2:1, меѓутоа да подсетиме дека загубија австралиците со пендал на Франција и со еден автогол. Така да очекувам овој пат интересен меч и ќе играме повторно дупла шанса, нешто слично како што игравме Данска Перу X2, сега ќе играме Данска Австралија X2. Коефициентот е одличен за овој тип и се движи негде околу 1,90, така да очекуваме дека Австралија нема да загуби дефинитивно. Одиме по натаму со вториот надпревар од оваа група, кој што се игра во терминот од 17 часот. Франција игра против Перу на централниот стадион, на Централ стадионот во Екатеринбург. Одличен стадион, дефинитивно имавме можност да погледнеме два надпревари од првото коло на овој стадион. Коефициентот за единица на Франција расте од ден на ден, веројатно ќе расте до почетокот на надпреварот, од негде 1,30 се искаше на 1,50 и нешто повеќе, додека коефициентот за победа на Перу паѓа. Сега, Перу со евентуален пораз ќе ги загуби и теоретските шанси за пласма во следната рунда, затоа што Данска има 3 бода, Австралија може да освои некој бод, па и доколку победи Данска, Перу веќе нема што да бара на светско првенство и нема да значи тој нивни надпревар со Австралија во последното коло ништо. Ќе се обидат да ги задржат шансите за пласма во следната рунда, па да одлучува нивниот последен меч со Австралија, меѓутоа тешко дека ќе успеат со тоа, особено што играат против Франција, која што и со доседен фудбал на некој начин, што слаба игра славеше против Австралија. Ја очекувам да слави победа и против Перу. Очекувам тип 1 што носи еден коефициент од околу 1,50 и со оваа победа очекувам Франција да си го осигура пласманот во следната фаза, односно во осмина финале или елиминацијските надпревари. Како што кажавме и минатиот пат во првото видео, за мене Франција е еден од фаворитите за освојување на златото на светско првенство и мислам дека полека но сигурно нивната форма ќе расте. Не ме залажува нивниот слаб надпревар против Австралија. Мислам дека ќе атентираат формата за тие елиминации, каде што ќе проба да стигнат што подалеку, па зашто да не и до финалето. Очекувано разликата во квалитет е голема на страната на Франција, затоа очекувам чиста единица. Сега дојдовме до дербито на денот. Од 20 часот играат Аргентина и Хрватска, и тоа на Нижни Новгород стадионот во градот, истоимениот град Нижни Новгород. Интересен надпревар, дефинитивно според букмекерите Аргентина е фаворит, 2,05 е коефициентот за Аргентина, за Хрватска околу 4,10, за наречено 3,40. Хрватска победи во првиот надпревар против Нигерија, додека Аргентина киксна против Исланд. Тој надпревар него добивме, очекувавме кеци 3+, типувавме, меѓутоа надпревар заврши 1:1, за жал. Многу луѓе паднаа на овој надпревар, дефинитивно, кледалниците и вложовниците се радуваат дефинитивно и печелат пари на светско првенство, баш поради тие киксови на Аргентина, на Германија и на останатите.
Меѓутоа сега ова е да се биде или не за Аргентина, затоа што Аргентина игра со Хрватска, која што славеше победа, доколку хрватите не изгуба нови натпревар, веројатно ќе завршат први во групата и ќе имаат полесен противник во следната рунда, односно во осмина финалета. И затоа што Аргентина ќе има тежок натпревар против Нигерија, која доколку слави победа против Исланд, ќе даде се од себе за тој натпревар да не го загуби да оди во следната рунда. Излегува некои интересни информации низ медиумите, низ аргентинските медиуми поточно, кои што вело дека нивниот селектор има некоја чудна замисла за формација 3-3-3-1, што за мене ќе биде погубна доколку извршува таа формација, затоа што против Хрватска со толку офанзивна формација само тројца во одбрана, тешко дека ќе може да се одбрани Аргентина, која што покажи против Исланд дека има многу слабости во одбраната. Хрватска одигра добар меч со Нигерија, има одлични нападачи, нивниот селектор покажа дека е цврст карактер и дека е панигаси во репрезентацијата од кога го избрка Каринич од својот тим. Така да очекувам голови на двете страни. Аргентина мора да игра отворено, нема друга опција. Хрватска ќе чека стрпливо. Ги имаат Модрич, ги имаат и Манчукич, имаат одлични крила, така да Перишич и сега да не ги набројувам сите. Меѓутоа очекувам да даде Хрватска барем еден гол од контра, иако Аргентина е фаворит, па затоа играм гол-гол. Нашиот прелог е да се игра на голови, односно голови да паднат и на двете страни. Гол-гол што носи некаде коефициент од прилика околу 2, 1,95, 2 или 2,05, по зависност од во која обложувалница ќе решите да се обложите. Очекувам интересно дерби, па подобриот нека победи, иако пак ќе кажам типот е гол-гол. Тука некаде го завршувам и ова видео со денешните 3 надпревари и се надам дека ќе бидеме поуспешни, а ние се гледаме со ново видео во текот на утрешниот ден. До тогаш, поздрав!